три прашања. Едното прашање прилепски поврзани. Едното прашање е со судбината на Евроинвест. Мислам со судбината на вработените веќе е завршена, меѓутоа со содржината на технологијата, објектите, без разлика што таа технологија повеќе од 20 години. Второто прашање е државата има еден објект кој е во центарот на градот од 1000 квадрати и во бизнес центарот, додека нејзината администрација виси таван да и пати во старите простори локалната самоуправа. И третото прашање е како да кажем поставено со вашата трага за таа работа и за дека учествува овој фотоволтаиците и трошоци на струја, какви се шансите граѓаните да произведуваат струја и да направат уште една централа, не мора колку реквитова, зелена и нешто помала, да речеме колку еден блок од реквитова. Зошто го прашувам тоа? Зошто го прашувам? Бидејќи не сум сигурен во тоа дека сегашната цена на струја за што граѓаните би инвестирале во фотоволтаици била само 10% од цената на киловат час што ги паѓаат граѓаните. Само прошто прашање да се надопунам за композитници. Зошто пропадна идејата да биде продадена фабриката на турска компанија која што е една од најголемите во светот за производство на оружје? Ви благодарам на прашањата. Во однос на првото прашање за Еврокомпозит, првин Еврокомпозит со цел да може да се одржи стандардот на вработените кои што работат таму, државата во текот на сите изминати години го помага нивното работење. Таа компанија има договор за производство со одредени добавувачи кои што практично ја управуваа компанијата. Она што владата го прави беа анализи на ниво на ресорни министерства кои што беа разгледани од страна на Комисијата за економски систем. Вие знаете дека таму се работи за производство на воена опрема. Ние сме НАТО држава и во согласно со процедурите секако дека ќе се влезе во одреден процес на реструктурирање на фабриката и наоѓање на стратешки инвеститор. Тоа сепак ќе зависи од инвеститорите кои што ќе се појават, од нивните планови и од можноста тоа производство кое што ќе го прават тука да може да го пласираат на најсоодветен начин. Штом ќе има одредени резултати во однос на процесот, први ќе бидат нормално информирани вработените и менеджментот во Еврокомпозита, секако и граѓаните на Прилеп, бидејќи фабриката се наоѓа тука. Во однос на второто прашање, да бидам искрен, ја не знам точно за кој објект зборите и за кои 1000 квадрати, меѓутоа ќе се обратам до надлежните министерства, посебно до Министерството за информатичко општество и администрација и до службата за заеднички општи работи, за да може да се види што може да се направи со цел вработените во тие служби кои што таму треба да работат, да добијат достоинствено место за извршување на своите работни обврски. Имавте и трето прашање, тоа беше? Веќе тука и министерот за економија, веќе се работи на овозможување на либерализиран пристап, да може секое домаќинство во државата да инсталира фотоволтаични системи. Првин веќе се подготвува закон со кој што ќе се олесни постапката за инсталирање на фотоволтаични системи на домаќинствата и на индустриските објекти, односно на нивните кровови. Дополнително на тоа во план е да се зголеми и моќноста, која што во моментов е 4 киловати, да стане 6 киловати за домаќинствата, а за компаниите, односно за деловните субјекти, од постојните 20 киловати без лиценца на 40 киловати со лиценца, а додека над тоа со вадење на лиценца да можат практично неограничено колку што им дава просторот и секако условите за поврзување на мрежата на дистрибутивната електроенергетска мрежа. Втората промена која што се прави е во правилникот за поврзување, при што треба да се овозможи со тој правилник, и тоа е во надлежност на Министерството за економија и е во подготовка. За детали може и министерот за економија да ви даде повеќе, да се овозможи дистрибутерите на електрична енергија да ја преземаат таа електрична енергија од домаќинствата, секако по цена по која што дистрибутерот ја презема од државниот снабдувач, односно производител на електрична енергија. И третото е на најлесен начин да може таа да се разменува,
зашто веќе се подготвува подзаконски акт во Министерството за финансии, каде што ќе биде овозможено воведување на даночен застапник, како што е во западноевропските држави, да може откупувачот на електричната енергија да издаде фактура за домаќинството, бидејќи тие не се даночни обврзници, и врз основа на тоа полесно да се прави, односно да се овозможи размена на електрична енергија и соодветно третирање на данокот на додадена вредност. Тоа било веројатно идеја во која што е анализирана и која што била разгледувана. Детали не можам да ви кажам, меѓутоа ќе се заинтересирам, ќе видам точно што било во претходниот период и ќе може да ви одговорам на прашањето. Во однос на Шангајската листа, сите универзитети кои што се евалуират врз основа на стандардите на телото на независното тело за оценување на универзитетите. Универзитетите во нашата држава се независни во спроведувањето на своите образовни политики и истражувачки политики и секако дека од критериумите врз основа на кои што се прави оценувањето и од тоа што имаат сите универзитети поединечно направени зависи и рангирањето на самата Шангајска листа. Во однос на тоа дали државата може да помогне, да, државата може да помогне. Јас доаѓам од академската сфера и секако дека ќе одржам состанок со ректорот на Универзитетот Кирил и Методиј, со кого што подолго време се познаваме, за да можеме да видиме што е тоа што универзитетот, односно универзитетите, бидејќи нашата држава нема само еден универзитет државен, туку има повеќе државни универзитети, може да направи, а што е тоа што самите универзитети можат да направат во однос на унапредувањето на работењето, истражувањето и секако искачувањето на Шангајската листа и дополнително да станат место во кое што ќе се образуваат не само студенти од Република Северна Македонија, туку и студенти од странство, бидејќи трендот во високото образование е глобализирање на високото образование. Вие гледате дека голем број на наши талентирани студенти одат на универзитети во светот и секако дека напорот на нашата држава и на сите вклучени во сферата на образованието, а посебно во високото образование, треба да биде да и странски студенти доаѓаат и се школуваат во универзитетите во нашата држава. Во однос на проблемот со дрвокраците, тој не е од денес. Тој постои многу одамна. Веќе разговаравме со надлежните во шумската полиција да ги зајакнат нивните контроли, но исто така разговаравме и ќе продолжиме да разговараме со Министерството за внатрешни работи исто така да се вклучи во решавање на тој проблем. Шумската полиција нема 3 месеци возила, чисто информација, полицијата не презема нешто. Во однос на екипираноста на шумската полиција, вие знаете дека ја неколку пати добивав прашања во однос на возила, обезбедување и така натаму. Тоа го имаме ограничено и со самиот буџет за 2022 година, но и кога се правеше буџетот, тогаш гледавме да инспекцијските служби на кои што им се потребни такви возила да бидат обезбедени и во услови на најголемата светска економска криза која што имаме после Втората светска војна. Ви благодариме. Премиере, едно прашање. Да. При издржавањето помеѓу Бугарија, односно Русија и Украина, се почесто се спомнува дека Бугарија кон Македонија се однесува нешто мали, како Бугарија кон Македонија, значи Русија кон Украина. Кој е вашиот став по тоа прашање? Или уште едно, направено е истражување среќата во светот во 2022 година. Македонија е градирана на најниското место од земјите од Балкан, како најнесветно население. Како и често кога се биде премиерна земја, каде што населението е толку несветно. Во однос на првото прашање, ние со Република Бугарија отворивме процес на разговори од доаѓањето нова влада во Република Северна Македонија и новата влада во Република Бугарија, бидејќи таа неколку недели пред нашата влада беше избрана и инаугурирана во Софија. Ние воспоставивме еден нов процес на комуникација, кој што процес треба да ја зголеми довербата
и треба да ја зголеми соработката не само на политичарите и на ниво на министри, туку и на општеството во целина, и гледате дека се формираа работни групи на полето на економијата, на полето на инфраструктурата, образованието, европските интеграции, и тие работни групи работат и веќе имаат одредени резултати на ниво на работни групи. Веќе се одржаа и научни конференции помеѓу универзитети од двете држави, а исто така и стопанските комори ја почнаа својата соработка, а веќе има и конкретни резултати во однос на зголемување на транспортните квоти помеѓу двете држави и во однос на инфраструктурни проекти за прекогранично поврзување. Од тој аспект сметам дека соработката со Република Бугарија е унапредена во однос на периодот претходно. И исто така и граѓаните тоа го знаат дека при немирите, односно при воената агресија која што Русија изврши врз Украина, дека во евакуацијата на нашите граѓани кои што беа затекнати во Украина, а кои што не ја напуштија Украина навреме, иако беа упатени повици од страна на Министерството за надворешни работи во периодот пред да почне воената агресија, во нивното евакуирање голем удел имаше и Министерството за надворешни работи на Бугарија, бидејќи тие имаат големо малцинство таму, кое што е некаде во бројка од полу милион жители, и при евакуацијата на нивните граѓани тие истото тоа го понудија и го реализираа и за нашите граѓани. Во однос на разговорите со Република Бугарија и за другите прашања, тие се водат на ниво на Министерство за надворешни работи, и кога ќе има одговори, кога ќе има одредени резултати, односно документ кој што е прифатлив за двете страни, тој ќе биде споделен и со институциите и со јавноста. Со тоа сметам дека односите помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се унапредени во однос на тоа што беа претходно, дека нивото на комуникација помеѓу официјалните политичари и помеѓу официјалните институции е унапредено и навистина се одвива на ниво на европски вредности. Меѓутоа секогаш постојат помали маргинализирани поединци и групи кои што сакаат тие односи да ги направат полоши и чија што политичка агенда единствено се заснова на лоши односи помеѓу суседите. Јас сум против тоа, владата е против тоа и владата во Република Бугарија е против тоа, така да сметам дека соседните држави треба да соработуваат меѓу себе на сите полиња, а особено оваа криза, оваа воена агресија која што Русија изврши врз Украина, покажа дека Европа мора да биде обединета, треба да биде силна, а тоа секако дека прво треба да се направи помеѓу соседните држави. Второто прашање, постојат такви истражувања, да бидете премиер на држава во време на најголема светска криза, која што е предизвикано од воена агресија, во време кога светските берзи на основните прехранбени производи, на нафтените деривати, на енергенсите се на историски највисоко ниво после Втората светска војна. Да бидете премиер кога земјата, односно Европа, само што излезе од практично здравствена криза и економски последици кои што беа предизвикани од неа, и енергетска криза на која што само се надоврза оваа криза е голема одговорност. Меѓутоа јас сметам дека заедно со тимот во владата правиме се за да го заштитиме прво животниот стандард на граѓаните, и тоа го потврдивме и преку покачување на минималната плата и преку покачување на пензиите во година која не е изборна, а знаеме дека во изминатите 20 години во државата се качува и минималните плати и пензиите само во изборни години. Исто така обезбедивме финансиска помош за најранливите категории, бидејќи на тие им е потребна најголема помош во време на криза, како за пензионерите, така и за оние кои што се со најниски примања, 35.000 граѓани. Овозможивме енергетски додаток за 6.500 граѓани за плаќање на електричната енергија, како и 35.000 семејства кои што се исто така од ранливи категории. Овозможивме да продолжи програмата за покривање на трошоците за енергија и за огрев. Со тоа сметам дека ја докажуваме одговорноста и посветено работиме да ги заштитиме граѓаните од ценовни шокови преку сите мерки кои што беа преземени. Доколку продолжиме со инвестиции, доколку продолжиме со градење на инфраструктурата, бидејќи јас после ова посета на фабриката Витаминка планирам да видам и како се одвиваат работите на делницата кај Фариш кон Прилеп. Ако продолжиме во таа насока, тогаш сметам дека и задоволството на нашите граѓани ќе расне и ќе биде на ниво на држави кои што се поразвиени од нашата држава.
Па да, сведоци сме на мерката која донесе владата во минатите 3 месеци, декември, јануар, февруар, за замрзнување на цената, но мора да сватиме дека владата се носи мерки и уредби за заштита на граѓаните. Ние се поддржувавме на мерката која донесе владата максимално. Исто и после одмрзнувањето се трудиме да ја држиме цената на едно реално ниво, на едно ниво кое минимално може да ги задоволи потребите за екзистенција на фабриката. Владата исто си носи уредби за зголемување на платите на вработените и со тоа успешно се носиме и мислам дека и во наредниот период нема да имаме проблем за да набавиме сировини и да набавиме доволни количини да ги снабдуваме пазарот во Македонија. За мерката за извоз ние и онака масло сончогледово за јадење немавме голем извоз, многу мали символични количини имавме за Косово и некои рефузни количини за Албанија. Нас не погоди таа мерка и мислам дека е оправдана за да заштити домашниот пазар, да ги заштити граѓаните на Република Македонија. Во однос на препораки, мора заедно да ги градиме стратегиите за понатака, како ќе ги носиме одлуките, како ќе ги носи владата одлуките, да не продолжиме на овакво ниво, да ние минимално заработуваме, затоа што секоја компанија работи за профит, секоја компанија работи за да обезбеди плата за своите вработени. Значи, во однос на мерките, ние веќе ги објавивме 26 мерки кои ќе се реализираат во текот на ова година. Дополнително на тоа, ако мислите за мерките за облажување на ценовните шокови, посебно во основните прехранбени производи, ние веќе имаме и други механизми, и како Министерство за економија, но и преку другите институции, како што се автономните мерки, каде што можеме да ги укинеме целосно некои одредени царински давачки кои се предвидени, имајќи во предвид дека нашата држава вглавном трговијата ја има со Европската унија согласно договорот за стабилизација и асоциација и согласно договорот на ЦЕФТА. И тоа може да се прошири во случај ако војната во Украина продолжува и би требало дополнително од други држави да бидеме снабдувани со суровини или пак со финални производи. Ние денеска ќе направиме анализа како Министерство за економија. Утре во седница на владата ќе информираме владата на начинот како се спроведуваат мерките кои моментално се во функција и секој дека ако треба ќе донесеме и такви мерки, се со цел да ги намалиме ценовните шокови во нашата држава, посебно за тие производи кои се утврдени во одлуката, каде што е замрзната маржата профитна на нашите трговци.